Секој автомобилски бренд има свое историско милениче, автентичен модел на тркала од кој почнува целата приказна, на која подоцна се надоградуваат и тркалаат традицијата и успехот. А за титанот од Сант'Агата Болонјезе, за брендот на супер автомобили со разјарениот бик на предната хауба Ламборгини, тоа секако е спортската Миура. А токму на Миура и е посветена цела уметничка инсталација на тркала под името Родена неспоредлива во музејот на автомобили Ламборгини, која слави 60 години од раѓањето на Ламборгини Миура. Изложбата ќе биде активна од 18 март до јануари следната година. А самата патека на изложбата ја раскажува приказната за моделот од раѓањето, еволуцијата, како и наследството на еден од најиконските модели во историјата на брендот, како и во историјата на автобизнисот воопшто. На оваа изложба ќе може да се видат повеќе сериозно избрани модели и содржини поврзани со Миура, вклучувајќи ја и оригиналната шасија на моделот презентирана во 1965 година на сајмот за возила во Торино. Во тоа време шасијата беше презентирана како гола структура, обоена во црна мат боја, со V12 моторот поставен трансверзално зад кокпитот. Таа веднаш го привлече светското внимание поради својата суперлесна конструкција, која тежеше само 120 килограми и представуваше радикална промена во креирањето на спортските автомобили на иднината. Следната година, на 10 март 1966 година, само 3 години по лансирањето на младата компанија Ламборгини, на сајмот во Женева, компанијата и официјално ја представи Миура, спортскиот автомобил кој прикажа перформанси кои во тоа време се чинеа навистина нереални. Ова беше трети спортски автомобил на Ламборгини по моделите 350 GT и 350 GTS, кој остана да се слави како икона декади по лансирање. Јавноста беше силно возбудена, а во автоиндустријата започна да се развива еден сосема нов сегмент на модерни суперспортски возила со среден мотор. Треба да се потенцира и тоа дека Lamborghini V12 моторот го градеше ДНК материјалот на брендот речиси 6 декади. Последниот Pure V12 мотор беше вграден во Aventador Ultimae во 2022 година. Веќе следната, 2023-та, V12 влезе во ново поглавје со моделот Revuelto, во кој иконскиот мотор беше спарен со хибриден систем, правејќи го новиот еволутивен чекор на Lamborghini во процесот на новата ера на електрификација. Интересно е и тоа дека името Миура за прв пат во историјата, што подоцна ќе стане традиција во брендот, е име на позната линија на шпански бикови. Бикови одгледувани од Дон Едуардо Миура Фернандес. По фамозниот Миура следеа и модели со имињата Еспада и Слеро Мурчиелаго, сите имиња на познати моќни бикови од шпанската корида. Во периодот од 1966 до 1973 година Миура се произведуваше во фабриката на Ламборгини во Сант'Агата Болонјезе, а во првата година од своето лансирање се продаде во 107 примероци. На изложбата ќе биде присутен и моделот Миура P400S, моделот со 3,9 литарски V12 мотор со 370 коњски сили, како најбрз продукцијски модел во своето време, кој од 0 до 100 км на час забрзуваше за 6,7 секунди со максимална брзина од 280 км на час. Низ оваа славеничка година ќе бидат изложени и два особено ретки модели. Миура Roadster, уникатниот проект креиран од Бертоне во 1968 година, за прв пат презентиран на јавноста на сајмот во Брисел, без кров, странични прозорци или систем за затварање. Еден од најрадикалните дизајни на Миура, наменети само за саемско изложување. Присутна ќе биде и Миура SVJ, специјалниот модел направен во крајно лимитирана бројка на примероци и кој е изведен од прототипот во 1970 година, развиен од тест возачот на Lamborghini Боб Валас.
Покрај другите модели на сајмот ќе биде презентиран и Miura концепт, кој беше представен во 2006 година, дело на Валтер де Силва, тогашниот шеф на Lamborghini дизајн. Се разбира, покрај легендарната Miura, на изложбата свое место ќе имаат и други иконски модели на брендот, како што се Countach, LM002 и некои од најновите few-off креации на Lamborghini. Покрај изложбата, јубилејната година ќе се слави и на турата Lamborghini Polo Storico Tour, која ќе се одржи од 6 до 10 мај во Северна Италија. Автомобилскиот бренд Jeep и оваа година сериозно се подготви и максимално вклучи во јубилејното 60-то издание на великденското Jeep Safari, кое се одржува од 28 март до 5 април оваа година во местото Моаб во Јута, Соединетите Американски држави. И овој пат караванот на Jeep, составен од неколку концептни и модели од сериското производство, традиционално ги покажуваат своите пред се 4x4 можности во местото Моаб, каде возилата може да се видат, пробаат и порачаат или во најмала рака резервираат. А на настанот се собираат илјадници фанови на Jeep. На ова сафари можеа да се видат сосема новите кастом Jeep 4x4 концепти, креирани во студијата на Jeep бренд и Jeep Performance Parts JPP by Mopar, со кои се гарантира максимално офроуд уживање и авантура. И оваа, како и претходните години, тимовите на Jeep и JPP активно ќе се вклучат во одржување на патеките и нивно чистење од ѓубре, шут, поправка на камените ѕидови, крпењето на оградите и освежување на местата околу рутата, заедно со локалното биро за одржување на земјиштето во Моаб. Оваа година палетата на возила кои учествуваат на великденското сафари е најголема досега. Концептите за 2026 година ја чуваат традицијата на 4x4 на Jeep и имаат и нишка на модерно и иновативно вградено во себе. Од моделите кои ќе бидат изложени на специјалниот настан ги издвојуваме. Како прв избор, Jeep Wrangler Anvil 715 концепт. Специјално направена визија за она каков може да биде еден Wrangler. Моќен, издржлив, внимателно креиран. Направен е од Jeep Wrangler Unlimited Rubicon, со храбар дизајн и огромна практичност. Тој ја влече инспирацијата од моделите Jeep од 60-тите години, но со себе носи и нови модерни елементи. Втор концепт. Тука е и Jeep Wrangler Buzzcut концептот, направен од JPP, кој ги спојува компактниот, спортски дизајн на возило со две седишта и одлична можност за зголемување на багажниот простор за подолги авантури и патувања. Моделот е обоен во портокалова витамин С боја, спарена со црн екстериер во фастбек стил, при што кровот се спушта за околу 2 инчи наназад. Изгледот е бунтовен, како што кажува и самото име. А за уште поагресивен изглед,
придонесуваат и големите 17-инчни тркала со уште поголеми 37 офроуд инчни гуми. Инаку возилото е опремено со 2-литарски мотор со турбополнење спарен со автоматска трансмисија. Возило број 3. Jeep Grand Wagoneer Commander. Концептот е комбинација на премиум возило со вистински офроуд функции. Направен е за возачи кои сакаат да возат надвор од патот со возило кај кое ќе сретнете голема моќност. Следното на листата е Jeep Wrangler Laredo. Концептот е направен на база на вили и ги истакнува едноставноста, механичкото својство и класичниот став на брендот Jeep. Опремен е со 3,6 литарски V6 мотор со мануелна трансмисија. На него се спарени ретро тркалата со големина од 17 инчи, споени со масивните 37 инчни гуми кои му даваат одлични својства надвор од патот. И последен концепт за изложување е Jeep XJ Pioneer. Концептот го одбележува моментот на оригиналниот Cherokee од 1984 година, кој го смени поимот за SUV и кој оваа традиција ја спојува со 85 години постоење на Jeep, како и со фактот дека името Cherokee ќе се врати на голема врата во 2026 година. Направен е од првата генерација на 1984 Cherokee, XJ Pioneer концептот ја истакнува традицијата на Jeep како вистински Trailblazer или вистински пионер. Се што вози работи подобро со Liqui Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија.
Светот на Tech Alliance, германската компанија што го креираше легендарниот TechDoc, ни доаѓа сосема ново решение за независни сервисни работилници. Во оригиналниот онлайн софтвер TechRMI на Tech Alliance ќе најдете се што му треба на вашиот сервис: технички информации, податоци, електрични шеми и графици, дијагностички кодови и упатства за сервисирање. Дополнително со пакетот го добивате и TechDoc каталог бесплатно. Само во Autotrend, овластен Tech Alliance партнер за Македонија. Со првите зраци на пролетното сонце, Мерцедес-Бенц музејот во Штутгарт се подготвува за настаните класици и кафе, на кои во секоја недела од 12 април до 11 октомври ќе се собираат и изложуваат класичните и помладите класични автомобили. На овој настан околу 9 часот наутро се собираат на дружба сопствениците на неколку стотини класични автомобили од брендот Мерцедес-Бенц, иако присуството е отворено и за возила постари од 20 години и од други бренди. На овој настан, кој е од отворена природа и не се потребни најави и резервации, во минатата година продефилирале 11.500 автомобили. Покрај сопствениците на класични автомобили, разгледување во оваа релаксирана атмосфера може да прават и посетителите на музеот, како и обични минувачи. За уште поголемо уживање се организираат и диџеј сетови, журки, разговори со познати фигури од моторспортот, како што минатата година беше организирана средба со Бернд Мајландер, безбедносен возач од Формула 1. Ladies and gentlemen, dear media guests, 2025 was another complex year for the entire automotive industry. Geopolitical tensions, US import tariffs, volatile markets, intensifying competition. At the same time, regulatory pressure, especially in Europe, continued to increase. In exactly this environment, Brand Group Core demonstrated stability and delivered real progress. 2025 was a strong product year for our brands with many new highlights. The models you've just seen are the result of a consistent platform strategy and close collaboration within our Brand Group Core. Brand Group Core stands for 5 strong volume brands, each with a clearly defined character. Volkswagen Passenger Cars, building relationships for life,
Škoda, functional, rational, clever, for real explorers. Cupra, emotional and unconventional. Seat, a brand that stands for fun and accessible products. And finally, Volkswagen Commercial Vehicles, creating space for needs and dreams. Our formula is simple. We leverage synergies where they create value. At the same time, we maintain strong brands in the market, each with a distinct identity. And a powerful engine room working behind the scenes. And success proves us right. Quality pays off. In 2025, our brands once again received numerous international awards and won multiple comparison tests. These successes span across all brands of Brand Group Core. This is not a coincidence. It is the result of a clear product strategy, strong technological competence, and consistent quality execution. Technology sets standards. Tests confirm performance, and quality builds trust. But awards and tests alone are not enough. What truly matters is how customers respond. And the response is clear. 5 of our BEV models rank among the top 10 electric vehicles in Europe. This shows that our electric transformation is gaining momentum. Let us now look at the financial performance. As you can see from the overview, Brand Group Core is financially stable and moving in the right direction. We strengthened our financial foundation across brands, intensified cost discipline, and delivered measurable progress. Vehicle sales reached 5.1 million units in 2025, up 3.3% despite significant headwinds. Sales revenue increased to 145.2 billion euros, a plus of 3.7%. Operating profit reached 6.8 billion euros compared to 7 billion in the previous year. Return on sales, however, declined by 0.3 percentage points year over year. So some of you may ask, how can we say we are on track with a lower return? And my transparent answer: without these special effects and the unforeseen US import tariffs in 2025, our financial performance would have been on track. You see the difference displayed on the chart. The green bars show the reported result. The gray bars show the adjusted result, without special effects and before US tariffs. Operating profit would have been 17.2% higher, an equivalent to 1.4 billion euros. Return on sales would have been 5.6% instead of 4.7%. It is important to state this clearly. Operationally, we are delivering. Our measures are working, and structurally, we are moving in the right direction. Another indicator of this is our net cash flow. Reported at 6.9 billion euros, it would have been around 1 billion euros higher without special effects and tariffs. Despite these factors, the performance programs and cost measures across all brands are effective. So, progress? Yes. Mission accomplished? No. What were special effects last year are becoming the new reality. This means we will have to intensify our efforts. Tariffs are unlikely to disappear anytime soon. Geopolitical tensions and ongoing uncertainties continue to affect global trade. Supply chains across many industries remain under pressure. And I am particularly concerned about the current conflict in the Middle East. All of this means one thing. 2026 will bring further external headwinds, and that is exactly why discipline and execution, cost control, and operational performance remain our top priorities. As we have said before, the external effects and challenges we faced in 2025 will not disappear anytime soon. That is why we will execute our plan with discipline and add further measures. And we will push even harder. At the same time, we are looking ahead with determination and confidence. 2026 will be a strong year for Volkswagen.
In Europe alone, we will present 6 world premieres. And, most importantly, we are bringing affordable electric entry mobility. The ID Polo will start at around 25,000 euros, and this makes electric mobility accessible to millions. That is our ambition and our responsibility as a volume brand. Our European portfolio is broad and technology open. From advanced combustion engines with mild hybrid, full hybrid and plug-in hybrid technology to a fully renewed BEV family. From entry-level segment to the ID.7, customer-oriented, clearly structured. 2026 also marks a beautiful milestone, 50 years of GTI. GTI is a core element of our brand DNA. We will celebrate this throughout the year with the Golf GTI Edition 50, which is a tremendous market success. And with the world premiere of the ID Polo GTI, our first fully electric GTI at the 24-hour race at the Nürburgring in May, followed by the ID.3 GTI later in the summer. Tradition and future belong together at Volkswagen. We have achieved a lot in 2025, but we are not finished. Our team is highly motivated. We have caught up, and now we deliver. Thank you.